إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije, biidnillahi ta'ala, ke продолжимо во ова изворедна книга, El Muharrar. Sme веќе во бабу салатил идейн, поглавие намазот на двете слави. Намазот на двете слави. И шејх Зейд рахимахуллах велит, се наменуваат со зборот двете слави тука, значи Идул Фитр и Идул Адха, значи Фитр Байрам и Курбан Байрам. Значи на арапски Курбан Байрам се викат Идул Адха, Адха, значи Рамазан Байрам, значи Идул Фитр, Идул Фитр. Велит авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطال إمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. Во овој хадис, првиот хадис во ова поглавие, а односно целокупно број 466, велит авторот Ибн Абдул Хади Ел-Хамбали рахимахуллах, пренесуваат Језид ибн Хумейр ар-Рахби, алейхи салам рахматуллах. Пренесуваат Језид ибн Хумейр ар-Рахби, кажуваат дека Абдулла ибн Буср излезе, Абдулла ибн Буср е другар од посланикот салаллаху алейхи ва селем, значи го нарекуваат сахибу Расулиллахи салаллаху алейхи ва селем, значи сахиб на арапски сахиб е еден другар, сахаба множина, другарите, значи сахаба е множина. Кога сакаш да речеш за еден сахаби, сахиб, сахаби, алейхи салам рахматуллах. Кажува, значи, другар од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Тој излезе во ден на Бајрам. Излезе во ден на Бајрам и со него имаше, го следеа него во неговото одење на местото каде се клања Бајрам, значи мусалла кај што беше, со него имаше луѓе кои го следеа. Значи, уште и во времето на Селеф се гледа дека оние луѓе, значи кои беа знаени, луѓето одеа, значи да ги прашуваат и ги бара за да учат од нив. Излезе тој и се упати, значи, до местото каде беше одредено за да се клањат Бајрам. Тука сега пренесувачот има несигурност дали беше Курбан Бајрам или Фитр Бајрам. Значи не е сигурен пренесувачот. Се спомнуваат и Фитрин и Адха. Но она што учиме ни од хадисот е во продолжетак и целта на спомнувањето на овој хадис, фа анкара ибтал имам. Абдулла ибн Буср, ради Аллаху ан, значи критизираше за доцнувањето на имамот. Критизираше за доцнувањето на имамот. Вакал и рече одма, рече во продолжетак, ние
ние, и тој кога инна кунна, ние бевме, значи во времето на пекамберот салаллаху алейхи кога зборувате, веќе во ова време имавме завршено со намазот. Во ова време што имамо уште е закаснат, не дошол, значи, да ги кланјат муслиманите се уште и не го држал худбето, значи, ние во времето на пекамберот салаллаху алейхи веселем сакат да кажат дека ние веќе имавме сега завршено со намазот на Бајрам. И тоа време беше, значи, првото време што влагаше, значи, од времето на салат духа. Значи, прво влагање на времето од салат духа што беше, одма исто во тоа време, значи, го клања бајрамскиот намаз. Значи, од прилика, после изгревање на сонцето, 15 минути. После изгревање на сонцето, значи, 15 минути се клања бајрамскиот намаз. Но тука ќе дојме дека имат разлика, тоа е мала разлика, но имат разлика, времето на Курбан Бајрам и времето на Фитр Бајрам. Времето на велит Шејх Зеид рахимахуллах, дека времето на Фитр Бајрам се задоцнуваат малце. Се задоцнуваат од прилика пола сат до 40 минути после изгревање на сонцето. Сгреши брат што испраска. Значи сега цело ми е овде мене. Да, дај ми вода. Значи времето на Фитр Бајрам е пола сат до 40 минути после изгревање на сонцето. А времето на Курбан Бајрам е 15 до 20 минути после изгревање на сонцето. Зошто оваа разлика? Значи, што значи дека Курбанскиот Бајрам се клањат побаргу, а Рамазанскиот Бајрам, Фитр Бајрам, се задоцнуваат малце. Разбирате се разликата овде? Зошто? Каде е тука мудроста? Каде е тука мудроста и причината? Вели Шејх Зеид рахимахуллах, мудроста во тоа е дека во Фитр Бајрам е од суннетот да човекот пред да излези во мусалла, значи пред да оди во џамија во денешно наше време, зашто во вистина и во суштина значи бајрамските намази се клањаат надвор, на отворено. Ова е базата. Но ако не се може поради препреки, значи поради ненајдување на место или поради невременски, значи причини, тогаш се клањаат во џамија. Значи од суннетот е за Фитр Бајрам, кога човекот пред да оди за на џамија, да јаде дома неколку урми. Што значи за тој да не се барзат многу, туку да ги јаде тие урми со спокојност, се задоцнуваат поради тоа и намазот. И исто така им се овозможуваат на оние што сакаат да дадат зекјатул фитр, да го дадат, значи, до последно време. Значи, зашто те имаат време, можност, се додека не е кланат намазот. Со задоцнувањето, значи, имаат уште малце време им преостануваат за да го дадат зекјатул фитр. Значи, овие се две мудрости, поради што Фитр Бајрам, намазот на Фитр Бајрам се каснит. Се каснит, значи, околу 40 минути после изгревање на сонцето. Ти ако го клањаш и после 20 минути нема никаков проблем, све е во ред. Но ние збориме овде што е подобро и што е од сунетот од пекамберот салаллаху алейхи веселем и од неговата пракса во неговиот живот. Значи тоа се збориме овде. А не збориме за ти утре да го земиш овај хадис и да велиш на луѓето, вие се клањале пред време. Значи ова не е разбирање. Ова не е разбирање на верата. А зошто па намазот на Курбан Бајрам се побрзуваат? Поради што за луѓето да завршат со намазот и со худбето, да одат што побаргу дома и да го заколат курбанот и од тоа месо, ако им се овозможи, да јадат исто. Значи препорачливо прво јадење да биде во Курбан Бајрам од тоа месо, значи од тој курбан што ќе го заколиш.
Тоа е значи препорачливо. За ти тој ден од тоа место, тоа значи ако е во можност, ако ти не можеш да истрпиш, ако си толку гладен, тогаш ќе земиш, ќе јадиш, не е проблем. Но подобро е да се воздржиш малце, да се истрпиш и прво јадење ти биде она што го заколува значи од твојот курбан. Потоа Шейх Ибн Абдул Хади рахимахуллах спомнуваат следните хадиси, а тоа е следниот од Аби Умейр ибн Анас عن عمومة لهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود. Во овој хадис кој го пренесуваат Ебу Умейр ибн Анас од еден чичко негов што беше од другарите од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи тука не се спомнува неговото име. Но нас ни е важно, во науката на хадисот е многу важно да се потврди, односно да се утврди дека некој е сахаби. Дали му го знаеш после името или не, му го знаеш, не играт улога. Тој е веродостоен. Тој му кажуваат на Ебу Умейр дека дојде една група луѓе кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам кои сведочеа дека тие вчера имаат видено месечината. Значи месечината од месец Шевал. Значи после Рамазан е месец Шевал кој следите. Значи тие сведочеа дека имаат видено месечинава. Што значи кога се гледа месечинава, утре дента е бајрам. Тогаш, значи ти му кажува на пекамберот салаллаху алейхи ва селам дека вчера имаат видено, значи вчера навечер за акшам имаат видено месечинава. Тогаш, но другиот ден, што уште немаше дојдено аберот до пекамберот салаллаху алейхи ва селам, муслиманите во Медина постеја и пекамберот салаллаху алейхи ва селам заедно со нив постеше. Ова исто доказ дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам не го знае тајното. Кога го известија пекамберот салаллаху алейхи ва селам дека вчера тие имаат видено месечината, тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам им нареди на луѓето во Медина, на неговите асхаби, да го прекинат постот. Значи да го прекинат постот одма и им кажа дека за утре ден, кога ќе се разбудат, да дојдат до тоа и тоа место, значи во Медина што беше одредено, за да се кланјаат бајрам намаз. Вели Шейх Зейд рахимахуллах, од овој хадис учиме дека прва работа се прифаќаат сведочењето на една група на луѓе кои се праведни, веродостојни, нивното сведочење се прифаќаат во врска за месечината. Базата е, како што вели Шейх Ибн Баз рахимахуллах, базата е за во секој месец кој влагат, кога иде некој да извести дека има видено месечината, треба да дојдат двајца луѓе. И за влагање на месецот и за излагање на месецот. Двајца праведни луѓе, веродостојни. Оствен, вели Шейх Ибн Баз рахимуллах, имат исклучок за месец Рамазан кога влагат, доволно е исто, и тоа е најдоброто мислење, и само еден веродостоен човек. Значи, дојде еден човек кој е веродостоен, доверлив, поверен и тврди дека тој има видено месечината. Тоа е доволно. За утре дента да муслиманите почнат со нивниот пост. Но, ако се случи да владарот не му прифаќат неговото сведочење, може да се случи владарот не му го прифаќа неговото сведочење, поради некои работи што тој ги забележуваат кај него. Тогаш, но тој има видено, тој знае самиот дека има видено месечинава. Тој во себе си, значи 100% уверен. Така? Пак
не сме тој сам да постит, иако имат видено месечината. Туку ќе се прдржува на џемаато на муслиманите. Ќе се прдржува на џемаато на муслиманите. Значи, ако му е прифатит владаров нему и се дава, значи, изјава дека починат утре Рамазан, тогаш е све во ред. Но владаров, ако запримети нешто кај него што може би тој мисли дека тој не е веродостоен, тогаш, иако тој самиот знае во себе си дека имат видено, не сме сам да пости. Туку ќе пости со муслиманите заедно, кога ќе почнат и тие. Значи, ова е важно меселе. Друга работа, ако во случајно, како тукаше во хадисов, идет една група на луѓе, кои потврдуваат има видено месечината. Ако тие ги известат муслиманите пред да влезит времето на пладне, го кланjaат бајрамот тогаш уште. Значи во 10 сатот идет луѓе, група на луѓе известуваат дека муслиманите имаат видено месечината. Во 10 сатот, во 10:30, во 11, онма кланjaат бајрам. Но во хадисов што е дојдено, што пегамберот салаллаху алейхи ва салам им нареди да го прекинат постот и утре ден да идат кај мусалла да се кланjaат, тоа беше во врска поради што беше времето од пладне више влезено. Значи тоа после пладне. После пладне времето на бајрам више имаше завршено. Така што утре ден ќе биде, значи намазон на бајрам. Но постот се прекинува уште денеска. Гледате? Разлики големи. Потоа, следниот хадис кој го спомнуваат Ибн Аблахади рахимахуллах, тој од Аиша радијаллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. Во овој хадис од нашата мајка Аиша радијаллаху анха велит дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам велит фитрот, значи расипувањето на постот е тогаш кога луѓето го расипуваат постот, односно го прекинуваат постот. И исто е адха, значи бајрам, курбан бајрам е кога луѓето ги колат нивните курбани. Што значи дека од овој хадис учиме дека ти постиш заедно со твојот народ. Значи, некако во претходниот хадис, затоа се поврзуваат се, иако саме видиш ти месечината, но не ти се прифаќа твоето сведочење, тогаш не починаш сам ти по себе си. Туку се придржуваш, значи, во џемаатот на муслиманите со нивниот имам и владар. Значи, почнувањето, односно и расипувањето на Рамазан е кога луѓето почнуваат и завршуваат. И исто така, Курбан Бајрам е, значи, во денот кога луѓето значи ги колат нивните курбани, И Шех Абдурахман ес-Саади рахимахуллах спомнува во врска со зборот шахрун, арапски шахрун, месец. Шахрун идет од зборот, јани иштихарун, шахрун иштихар, шухра, што? Познат. Значи, кога више сите знаат луѓево дека влегол месецот. Значи, во арапскиот јазик дури зборот месец, значи има своето значење, не само месец, туку шахар мине шухра мине иштихар. Значи, кога луѓето више знаат, очевидливо е дека влегол, се знае, познато е новиот месец. Значи, не само поединци. И вели исто Шех Зейд рахимахуллах дека Рамазан Бајрам е првиот ден од месец Шевал. Значи, првиот ден од месец Шевал е тој ден е, значи, Рамазан Бајрам. И тој ден е забрането да посет муслиманот. Тој ден забрането да посет муслиманот. Од вториот ден, што ќе нас го рачунат 3 дена, 6 дена, 7 дена Бајрам, што ти знаја тука, нема такви работи во Рамазан Бајрам.
odmah od вториот ден тој може тие 6 дена за Шевал да ги пости. Значи првиот ден е само слава, Бајрам, Ид, првиот ден. Другиот ден си е, значи втори датум од месец Шевал е нормален ден, што можеш ти да си почнеш да си постиш за тие 6 дена, значи ако имаш намера да ги постиш од месец Шевал. А во врска со Курбан Бајрам, тој е во 10-тиот ден од месецот ذулхиџа. Значи 9-тиот ден по датум е денот на Арафа, Одма следниот ден, значи денот на Арафа се хаџите, значи одам на Арафат. И за тие што не се во хаџ е препорачливо и голема награда има да се пости. Но после другиот ден, значи следи значи Идул Адха, значи славата на Курбан Бајрам. И тоа е значи на 10-тиот ден од месец ذулхиџа. Потоа спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах други хадиси, а тоа е од Убейдилlah ибн Аби Бакр ибн Анас. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات وفي رواية يأكلهن وترا. Во овој хадис се објаснуваат она што го напомнавме претходно, а тоа е дека Анас ибн Малик радијаллаху ан пренесуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва салам не излагаше во Фитр Бајрам освен да јадеше неколку урми. Во другиот ривајат се објаснуваат како ги јадеше пекамбарот салаллаху алейхи ва салам тие урми. Ги јадеше витран. Витран значи непарно. Непарно, што вели шејх Зейд рахимахуллах, 3, 5, 7, 9 и слично. Значи непарно. Следниот хадис ан ثواب ибн Утба عن عبد الله بن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد بن ماجه بن حبان والترمذي. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдилlah ибн Бурейда од неговиот татко од Бурейда, дека посланикот салаллаху алейхи ва салам не излагаше за Фитр Бајрам се додека не јадеше. Значи, горе се спомнуваат во хадисот на Анас се додека не јадеше неколку урми. Тука се додека не јадеше. Што значи, како што спомнува шејх Зейд рахимуллах, ако се случи да немаш урмити дома, тогаш е дозволено и нешто друго да јадиш за да го следиш ти пекамбарот салаллаху алейхи ва салам и во таа работа. Значи не значи нема цеа урми, да имат што да имат дома, леб и така натаму, е значи препорачливо да јади пред да оди на Фитр Бајрам. А вала јат'аму јаум ал-адха хатта юсалли. А во врска со Курбан Бајрам не се нахрануваше, не јадеше пекамбарот салаллаху алейхи ва салам се додека не се клањаше. Значи она што напомна шејх Зейд рахимуллах претходно, значи го клањаше Курбан Бајрам и потоа се враќаше во неговиот дом, колеше курбаните, односно курбанот, и од тоа месо значи е препорачливо, ако можеш да издржиш, да јадиш, да испечиш, да скуваш од тоа месо и да биде тоа значи прво јадење на тој ден што ќе јадиш. Потоа следниот хадис, а тој од Умму Атија радијаллаху анха قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير والدعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحداهن لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه. Во овој хадис, кој го пренесуваат Уму Атија, радијаллаху анха, кажуваат дека пекамбарот салаллаху алейхи ва салам им нареди исто и на жените да излезат значи на
байрамските намази, да излезе на байрамските намази и исто на оние мали девојки кои се. Значи не значи да биде жена возрасна, туку и мали девојчина кои не се возрасни, и тие да излезат на байрамските намази. Зошто како што рековме, байрамските намази во база се клања, значи надвор, на отворено. Значи нареди пекамбарот салаллаху алейхи ве селем и на жените да излезат, но исто и специфично на оние мали девојчина и заватил худур, и оние жени, значи кои не се значи кои се возрасни, но не се мажени. Што значи може би се срамат да излагаат. Значи гледаш тука, значи пекамбарот салаллаху алейхи ве селем им наред специфично се спомнуваат тие тука, што може би од нивниот срам тие не излагаат и од нивните куќи. Не излагаат од нивните куќи. Значи треба да замислиш каков морал имале овие жени. Исто им нареди пекамбарот салаллаху алейхи ве селем да излезат оние жени кои имаат месечните периоди. Исто да излезат, значи, на бајрам. Но тие жени кои имаат месечните периоди, тие се држат далеко од намазот. Значи не го клањаат бајрамскиот намаз. Но присуствуваат тука во мусалла. Присуствуваат во мусалла тука и како што вели пекамбарот салаллаху алейхи ве селем, јешхедна ал-хајр ва даъват ал-муслимин. Тие, значи, тука се присутни во тој хајр, во тоа добро и молитвите на муслиманите. Значи, тие учествуваат во тој хајр, во тоа добро и во тие молитви на муслиманите. Но, во врска со намазот, не го клањаат. Во врска со намазот, значи, не го клањаат. Туку, значи, седата настрана. Тогаш, Уму Атија, ради Аллаху анха, му се обрати на пекамбарот салаллаху алейхи ве селем и му рече: "О Аллахов посланик, се случуваат да некоја од нас немат облека, што може да се облечи за да излезе надвор." Значи, ние велиме денеска сме сиромашни. Ние велиме се плачиме, немаме. Гледаш што сиромаштија? Да се случи, значи, да една дома од женскиот пол кој се дома, да не имаат за секоја една облека, за да може да излезат утре ден на бајрам. Значи, облека шеријатска. Се таму можат имат облека за дома. Но облека за надвор да излезе нема, можат кога сестра му нејзина е надвор, таа се дома. И го менјаваат. Ти дали си го направил тоа некогаш дома? Со брат твој или што ти знам јас? Да видиме искрени требите. И нема ќе излеза ваќе како сакам јас. Нема па. И ќе излезам, е оправдано, не, седат дома. Се воздржуваат. Чекаат Аллаховата награда, се надеваат. А не излагаат надвор, непрописно облечени, за да биде тоа причина, за да Аллах субханаху ва таала, значи да бидат тие за тоа казнети и да придобијат Аллаховата лутина. Гледаш, значи, Уму Атија ради Аллаху анха му вели: "Ја Расулаллах, се случува да една од нас нема джилбаб, нема, значи, облека прописна кој може да облечи да излезе на бајрамски намаз." Тогаш му вели пекамбарот салаллаху алейхи ве селем, нека му дадат нејзината сестра од нејзината облека. Значи, ако имат можност, дека му даде нејзината сестра. Дека ја послужи, така речено, за да можете таа да излезе исто на бајрамски намаз и да учествуваат во тој хаир и во тие, значи, молитви на муслиманите. И овој хадис е муттафакун алейх, значи во Бухари и Муслим. Во Бухари и Муслим. Значи, затоа ние некогаш забораваме вистински во кој убајни живееме и не знаеме ништо друго освен да се плачиме само во вистина, но вакви ситуации не верувам некој да имат од нас доживено. Значи, секој треба со искреност да се размисли со себе си свој, дали се случило, значи, некогаш да немаш облека за да излезеш надвор, па треба да го чекаш татко ти твој или брат ти твој, за да му ги земиш неговите чевли или пантолони или слично јакна, за ти да одиш надвор да се послужиш. Но сахаба ридвануллахи алейхим со сите тие тешкоти се воздржувале и
биле задоволни со тоа што го имаат, биле задоволни со тоа што го имаат. И вели шејх Зейд рахимахуллах дека од овој хадис учиме многу јасно дека жената кога излагат од својот дом треба да биде облечено шеријатски. Значи не 2022 година како се облака. Туку треба шеријатски да биде облечено. И нејзиниот сопруг значи има за тоа исто, има за тоа одговорност, има за тоа значи одговорност и треба значи да биде пазлив како својата сопруга значи се облакат надвор кога излагаат за нивни потреби. Следниот хадис, а тој од Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума вели дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам и Абу Бакр и Омар ги клања двата намази, значи на бајрамскиот намаз на фитр и на Курбан Бајрам, ги клањаа двата намази пред худбето. Значи пред худбето првош намазот го клања, а потоа следеше худбето и ова е значи муттафакун алей, значи во Бухари и Муслим. Значи ова е праксата од нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селам и од хулефа рашидин на врво значи Абу Бакр и Омар радијаллаху анхума дека првин се клањат намазот во Бајрам, значи на бајрамскиот намаз, првин се клања бајрамскиот намаз, а потоа следи хутба, хутбето. Значи не како во џума. Во џума значи учевме следниот пат, значи прво хутбето, потоа е намазот и учевме што е значи мудроста, како е дојдена таа измена. Потоа следниот хадис, а тој од Ибн Аббас радијаллаху анхума, анна набија саллаллаху алейхи ва селам صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا تلقي المرأة خرسها وسخابها رواه البخاري ومسلم. Во овој хадис од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам на денот на фитр, значи фитр Бајрам, клањаше два рекати. Значи бајрамскиот намаз е два рекати. И не се клањаше ништо ни пред намазот на Бајрам, ни после намазот на Бајрам. Значи не клањаше ништо. Значи да дојде пред тоа во џамија да клани два рекати или 4 или 6 или што ти знам јас и после тоа да кланјат бајрамскиот намаз. Не. Значи директно влагаше пекамберот салаллаху алейхи ва селам и ги клањаше бајрамскиот намаз. Исто ништо не клањаше после бајрамскиот намаз. После бајрамскиот намаз не клањаше, значи ни 2 ни 4 ни слично. После тоа, значи кога заврши пекамберот салаллаху алейхи ва селам со бајрамскиот намаз и со худба, дојде кај жените, значи во местото кај што беше мусалла, кај што беа жените, дојде и со него беше Билал. Тогаш им нареди пекамберот салаллаху алейхи ва селам на жените да дадат садака. Значи има нешто како пешкир или платно што Билал радијаллаху ан го држеше и жените ставаат тука нивните садакат. И почна како што пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, почна жените значи да ставаат тука нивните белезики и ланчина кои ги има од злато или сребро. Значи ова е дозволено. Прва работа значи да излезат на мусалла, втора работа исто да дадат садака. Да дадат садака значи од своето богатство кој го имаат тие.
Значи, од своето богатство, кој собствено богатство на таа жена е, дозволено е на нејзи да дај садака. Како тука, значи, на овај хадис, кој го спомнува тука авторот Ибн Абдул Хади, рахимахуллах. Во следниот хадис, а тој од Абдулlah ibn Muhammad ibn Aqil, عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه. Во овај хадис, кој го пренесуваат Абу Саид ал-Худри, кажуваат дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам пред намазот на Бајрам ништо не се клањаше. Значи ништо. Да влезе в џамија па два да ги клањат или што ти знам јас, не. Кога се враќаше, зашто сабаот ги има клањато в џамија, не мешајте сабаот. Сабаот многу пред време ги има клањато во џамија. После време, значи саат време и нешто излагаа во мусалла, на отворено и клањаа тука. Значи тука не идеше тука пегамберот салаллаху алейхи ва салам да клања се нешто друго и потоа бајрамскиот намаз. Не, директно клањаше бајрамскиот намаз. Но спомнувате Абу Саид ради Аллаху ан дека кога се враќаше пегамберот салаллаху алейхи ва салам од бајрамскиот намаз во својот дом, клањаше 2 рекати. Значи хадисот од Ибн Аббас кажува дека не клањаше ни пред ни после. Во хадисот на Абу Саид кажува дека пред не клањаше, но после 2 рекати клањаше кога се враќаше дом. Една точка во врска со ова, да не мисли некој дека овде имаат контрадикторност. Прва работа, Абдулlah ibn Abbas ради Аллаху анхума кажуваше за она што тој што знаеше. Значи, тоа што знаеше, тоа што имаше видено, го пренесе. Ова не е пречка да дојдат други сахаби што имат додатно знаење за таа ситуација, потврди нешто плюс. Како што е тука примерот на сега Абу Саид ал-Худри. Значи, некој може да рече, види, во вашава вера имаат контрадикторност. Еден вели вака, другиот вели така. Сега ти си ќе застанеш и кажеш да прави. Не. Значи, тоа што кажуваат Абдулlah ibn Abbas, кажуваат она што тој видел и што знаел, толку. Но тоа што кажуваат Абу Саид ради Аллаху ан, тоа е додатно знаење. Тоа е додатно знаење и нема никаква контрадикторност во тоа. Плюс, велите Ибн Абдул Хади, рахимахуллах, авторот на оваа книга, дека пренесувачот Ибн Aqil, значи Абдулlah ibn Muhammad ibn Aqil, дека во врска со него, значи за неговата веродостојност, имат несогласување кај алимите од џерх ва таъдил. Значи од алимите имат, значи пофалба и критика, имаат алимите за овај човек несогласување дали е човекот веродостоен или не е веродостоен. Што значи дека ако не е веродостоен, хадисов што го пренесува тој Абу Саид ал-Худри е значи неаутентичен, неверодостоен хадис. Но да го земиме ние, хадисот е веродостоен, пак нема никаква контрадикторност со хадисот на Абдулlah ibn Abbas, зашто секој еден сведочи за тоа што го видел. Секој еден сведочи за она што го видел и ништо повеќе. И исто, значи, тука се спомнуваат во хадисот на Абу Саид ради Аллаху ан дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам тие 2 рекати после намазот на Бајрам ги клањаше во неговиот дом, значи во неговата куќа. Значи не в џамија или во местото на мусалла, туку кога се враќаше во својот дом. Значи и да го земеш овај хадис за аргументи да го практикуваш, не е никаков проблем, значи и нема никаква контрадикторност. Следниот хадис од Амр ибн Шуайб عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرا 7 في الأولى و5 في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه أحمد. Во овај хадис кој го пренесуваат Амр ибн Шуайб од неговиот татко од својот дедо, дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам чинеше, односно правеше 12 текбири во намазот на Бајрам. Значи во бајрамските намази правеше пегамберот салаллаху алейхи ва салам 12 текбири. Што значи 7 текбири во првиот рекаат, а 5 текбири во вториот. И не се клањаше ништо пред тоа, а и после намазот не се клањаше.
Значи овој хадис пак потврдуваат она од Абдулlah ибн Аббас. Она од Абдулlah ибн Аббас дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам не кланяше ништо ни пред намазот од Бајрам ни после него. Но тоа што е важно сега тука, бројот на текбирите. Бројот на текбирите значи беше во првиот рекает 7. Овде со 7 со све текбиратул ихрам. Значи со све влезниот текбир во намазот. Значи тој што починаш на почеток Аллаху акбар, тој еден се број. И после следат уште 6 други. После следат уште 6 други. И текбирите времето кога се чинат? Пред да се читат, пред да се учит Куран. И тоа во првиот рекаат и во вториот рекаат. Се кај нас го прават во првиот рекаат пред читање, пред да се читат ги прават текбирите, а во вториот рекаат прво учит, читат и потоа прави текбири. Она што е пренесето од пегамберот салаллаху алейхи ва салам и што е вистинско правилно мислење, тоа е дека во првиот рекаат има 7 текбири, во вториот 5, значи онја текбир кога стануваш ти од првиот рекаат за вториот не се број тука, значи уште 5 други кога се више нанозе горе, уште 5 други правиш и тоа во двата рекаат и во првиот и во вториот пред да се читат, пред да се учит Куран, ги правиш текбирите и значи препорачливо е во секој еден текбир, значи за секој еден текбир да се креваат раците. И дури ова е во мезхеб Ханефи. Во мезхеб Ханефи е да се креваат раците со секој еден текбир. Ова е во мезхеб Ханефи. Значи ако ти си следец на овај мезхеб, тогаш требиш да ги креваш раците за секој еден текбир. За секој еден текбир. Ова беше во врска со текбирите и местото, времето и бројот нивни. Следниот хадис, а тој е од Убейдилlah ибн Абдилlah ибн Утба, أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد وإذا اقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. Пренесуваат Убейдилlah ибн Абдилlah дека Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху праша Абу Вақид ал-Лейси. Значи праша други сахаби, Абу Вақид ал-Лейси, што читаше пегамберот салаллаху алейхи ва салам, значи што знаеш и ти нешто, да не знаеш нешто додатно од она што знаеме ние, јархамакаллах, од она што знаеме ние, значи да не знаеш нешто ти додатно, што учеше пегамберот салаллаху алейхи ва салам во намазите на, значи на Курбан Бајрам и на Фитр Бајрам. Тогаш што му одговори дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам овие сури ги учеше Қаф вал Қур'ан al-Маджид и исто така اقتربت الساعة وانشق القمر и хадисот е пренесен значи во Сахих Муслим. Значи ова исто пожелно да се учат овие суриња во намазите на Бајрам. Дали е тој Фитр Бајрам или Курбан Бајрам. Следниот хадис, а тоа е од Джабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. Во овај хадис кажува Джабир радијаллаху ан дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам кога беше денот на слава, значи денот на Бајрам, Курбан Бајрам или Фитр Бајрам, пегамберот салаллаху алейхи ва салам го менјаваше патот. Што значи тука, што значи го менјаваше патот? Значи дека не одеше истата патека која одеше за џамија и која се враќаше назад. Значи ако одеше од една страна, од една патека за џамија или за местото на мусалла, од друга патека се враќаше назад. Значи ова од суннетот е. И видите вие сахаба редвануллахи алейхим колку пазливи се. Значи дури овие најситни работи го следеле пегамберот салаллаху алейхи ва салам што прави. Ние целен спиеме. Ние целен сон сме. Значи убајни сме ние. Ние во убајни сме. Значи гледаме
ама не се прашуваме зошто. Гледаме, не учиме, шлајфаме на едно место. Сахаба ридвануллахи алейхим гледаа што пред пегамберот салаллаху алейхи ва салам и снимува, и уче, и ги зема, и ги меморизира. Значи, дури гледаа на такви работи. Значи, причината што менаваше патот, значи забележаа тоа и дека тоа му беше значи на пегамберот салаллаху алейхи ва салам пракса. Значи да го мени патот, оној пат кој одеше за џамија, односно за мусалла, да не биде истиот во кој се враќа. Ова вели шејх Зеид рахимахуллах е спрема можностите. Ако на луѓето им се отежнуваат, значи тој да земи се други пат, нема тој е патот за дома кај него, и тој да земи кој други пат низ планине да ојд, си има значи такви паметни луѓе, што тој за да го практикуваат овој хадис и низ планина си од дома. Не, значи ова не е барано да си наштетиш на себе си, туку да, значи ти треба да се придржуваш на она, ако се можностите дадени. Но ти треба да гледаш, значи ова не значи да ти не и оставаш. Значи се трудиш, ако имат можност да го мениш патот, го менјаваш и тогаш очекуваш награда кај Аллах субханаху ва таала поради твоето практикување на суннетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Шејх Зеид рахимуллах, се некој може да се прашат, да го постави прашањето, каде е мудроста за менјавање на патот? Значи, каде е мудроста? Зошто сега патов да го мениш? Што содржува това? Што укажува това? Што не учи това? Вели шејх Зеид рахимуллах, прва точка е за да се видат исламските символи на денот на Бајрам и во сите сокаци и улици и градови. Значи, кога луѓево ги менјаваат нивните патишта, значи на секој сокак ќе се запримети муслиманите има денеска слава. Значи, ќе видиш штркани на секаде, да. Значи, ќе видат дека е денеска ова слава на муслиманите. Една точка. Друга точка, за да се напукнуваат мунафиците. Кога ќе видат мунафиците, значи муслиманите како слават и дека нивниот број е голем и ти излагаат од сите сокаци и чошоја, значи ова мунафиците, нивните гради се вознемеруваат, се стегнуваат и непријатно се чувствуваат. Значи ова исто што вели шејх Зеид рахимахуллах, дека е тоа, значи од мудростите поради менување значи на патот. Но сето тоа значи, како што спомнува шејх Зеид рахимахуллах на крај, ова е во ситуација на можност. Во ситуација на можност да го мени патот ако му се овозможи. И последниот хадис, што бивнилахи таала ќе го спомниме сега, ќе го учиме, ќе го читаме, ќе го објасниме, но пред да го читаме него, да не заборавам, сега ние неколку хадиси напомнавме тука, така? Значи, авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах неколку хадиси ги напомнуваат, што повеќето, големиот број од нив се во Бухари и Муслим. И спомнува, значи, овде, сите работи кои се поврзани со значи, намазите, бајрамските намази и оние делувања на пегамберот салаллаху алейхи ва салам пред намаз и после намаз и како треба намазот да биде во своето време и така натаму за доснување порано и така натаму. Но дали имаме негде хадис, учивме ние да ги посетиме кабурите? Интересно. Нема тука хадис и нема да најдиш. Значи да дојде хадис од Енеса, од Џабира, од Абу Саид да рече пегамберот салаллаху алейхи ва салам кога го клањаше хутбето, одма на гробиште одеше. Нема таков хадис. Денот на Бајрам е забрането дури да се од на гробиште. Но како што вели шејх Утајмин рахимуллах е новотарија. Тоа е ден на слава, затоа се викаат арапски Ид. Ид е слава. Ид, слава. Ти како ќе славиш кога ќе на гробишта тука? На бабо, стар бабо, па овија, па комшијата, па овега, ти денот, тој ќе биде денот на црнина кај тебе, на тажност. Значи, гледате, овие се книги, оваа книга 800 години. Оваа книга 800 години, не е напишана вчера оваа книга. Не се измислил ја. Каде пишат овде хадис, ајде најдовме? Ама на нивна им се допаѓа. Зошто треба џебот да штимуваат.
Zato da izdvaja denta nevnici za cel mesec и појќе. Значи тоа. И дури некој пат прават, сошиуваат екстра мантили за тој ден. Со џебови глабоки. За да може да тупаат внатра. Ова ги има забележано во моето село, кога су била самиот мал, како дете, 7, 8, 9 години. На гробишта со мантили големи, со џебови глабоки. И велеа, нема потреба за сите гробишта да читаме јасен, се еден поединачно. Еден за сите, еден за 1000 гробишта. И ти оди лупај после в джеб. Сите по 1000 денари, по 2000, по 50 евра, по 50 франаци, по 100, по 100 долари. Такви прават бизнис со верата. Затоа не се допаѓаат вакво учење. Се ваки се откриваат. Ваки се откриваат дека се манипуланти, лажговци, преваранти и не се искрени со својот народ. Што тие многу добро го изговараат. Оџата е во служење на својот народ. Го служи народот свој. Го служи за интерес, за џебот свој. Тоа е служењето кајницва. Последниот хадис е од Аиша радијаллаху анха, قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على فراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما وكان يوم عيد. Во овој хадис, кој исто муттафакун алейхи во Бухари и Муслим, кажуваат Аиша радијаллаху анха, нашата мајка, дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем влезе кај неа. Значи во текот на денот, после бајрам, после намазот, после хутбето и така натаму, во текот на денот, значи се пегамберот салаллаху алейхи ва селем имаше повеќе жени. Значи можеби не беше тука во тој ден, во таа случка, да биде кај Аиша радијаллаху анха прво појден, или имаше пегамберот салаллаху алейхи ва селем други обврски прашања, одговори, значи меселина со муслиманите, со сахабите. Во тоа време, во денот на бајрам, влезе пегамберот салаллаху алейхи ва селем кај Аиша и најде кај нејзи две мали девојчина кои пеја. Значи. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем си се легна на неговиот кревет и го сврти лицето кон зидот. Значи, не им обрна внимание на тоа што го пеја. Но овде треба пењето да се разберит. Не пееш ти со тапани и да оправиш ти не знаеш што во Мексико горе, баракаллаху фик. Не е такво тапање и пење ова. Овде на арапски, како што викат Ибн Хаџар ел-Аскалани рахимахуллах, дури на арапски се употребува зборот гина, пење, и кога се дига гласот. Значи гласот кога се дига е исто се вика, значи вид на пење. И овде со тоа тие кажува арапски поезии. Значи овде немаше значи илахи, рабоче, па хармоники, па клавири, што ти знаја, не. Значи обично гласот, нивни природни глас и значи исто од хадисот кој го пренесуваат Аиша радијаллаху анха во други ривајати, وَلَيْسَتَ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْغِنَا. И не беа тие две мали девојчина, што уште не беа значи возрастни, со голема возраст, значи беа можда 9-10 години тука нешто. Не беа, Аиша радијаллаху анха ги опишуваат, не беа од оние кои знаат да пеат. Значи што значи дека не беше ова пење како пеачка, музичарка и што ти знам јас. Има многу луѓе што имаат болни срца и го земаат овој хадис дека музиката е дозволена во исламот. Значи што имаат болни срца, а во вистина, како што вели Ибн Хаџар ел-Аскалани рахимуллах и други талими, дека ова е токму хадис доказ дека е забранета музиката. Зашто Абу Бекр радијаллаху ан, значи пегамберот салаллаху алейхи ва селем во врска со гина, со пење, разбравте се што значи. Значи пење со висок глас, искажување на поезија. Значи поезија која се искажуваат за храброст,
poezija koja se iskажува за честност, poezija koja se iskажува се изрекува за знаењето, poezija koja se iskажува се изрекува за високиот морал и слични такви работи. Значи не поезии што за расипан морал те повикуваат. Значи такви музики денески и такви работи, што свете носат на шејтански патишта. Тоа не е тука значи поддржано. Баракаллаху фикум. И дури потоа по некое време уадахала Абу Бакрин, велит Аиша радијаллаху анха, влезе значи Абу Бакр, мојот татко, влезе тука исто. Фантахарани ме предупреди. Односно ме искара малца. Заџар може да го употреби, значи да ме предупредување со искарување. И рече, значи гласови шејтански кај пекамберот салаллаху алейхи ве селем, што значи дека забрането е. Фа акбала алейхи Расулуллах салаллаху алейхи ве селем, и потоа зашто мислеше Абу Бакр, значи добро да сватиме овде, Абу Бакр радијаллаху анху мислеше дека кога влезе пекамберот салаллаху алейхи ве селем беше свртен на кревет кон зидот. Што мислеше Абу Бакр дека пекамберот салаллаху алейхи ве селем има заспано и овие две мали девојчиња има дојдено кај Аиша радијаллаху анха и тај има дозволено нив да кажуваат поезии. Но пекамберот салаллаху алейхи ве селем имаше само свртено, а не беше значи во сон, туку буден беше. И тогаш му се сврти, значи му се сврти на Абу Бакр радијаллаху анхума и му рече да'ахума, остави ги и потоа значи не се зема со нив. Значи не се зема со нив и кога значи влегоа, што кажуваат Аиша радијаллаху анха, овде се исто значи во други ривајати му вели пегамберот салаллаху алейхи ве селем на Абу Бакр радијаллаху ан, секој народ има своја слава, денеска е нашата слава, значи бајрам. Кога значи се заборај таа работа со тие девојчина, тогаш Аиша радијаллаху анха им направи со ишарет на тие две девојчини да си одат. Значи да си одат дома. И тоа беше значи овој хадис, но вели шејх Зейд рахимахуллах дека токму овој хадис е аргумент дека музиката, искажувањето на езинот, значи онја пеачот или пеачката или слушањето, тоа е харам, забрането, значи забрането. И не можеш да го земеш овој хадис аргумент со една поезија, со обични гласови од две мали девојчина, што нема ни познавање за пење. Значи ова не се земат, значи ако е човекот искрен со себе си, не барат вакви работи, туку го прифаќат вистинското тумачење на овој хадис. Исто велит шејх Зейд рахимуллах дека овој хадис одржуваат дека аргумент дека е задолжно наредувањето за добро и отстранувањето од лошото. Така што сме на крај на ова поглавија и биидниллахи таала имаме уште две поглавија во оваа книга, значи книгата на намазот, Китабу Сала. Тие биидниллахи таала идната недела ќе ги завршиме и потоа влагаме Китабул Џенаиз, книгата на џеназината. Значи све што има во врска темите меселината за џеназина, но тоа више ќе биде значи после две недели. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммад وعلى آله وصحبه وسلم.